Почитувани колеги, почитувани медиуми, почитувана македонска јавност. И покрај тоа што имавме информации за енергетска криза од светски размери и покачување на цената на електричната енергија, но и на сите видови горива, а особено на природниот газ, надлежните институции во енергетскиот сектор не реагираа соодветно и покрај најавите на самиот почеток на енергетската криза. За да се обезбеди потребното количество на струја, потребно е да бидат во функција сите електрани. Состојбата со ископот на јаглен во рек Битола е катастрофална, наместо зголемени количества на јаглен во депонијата на почетокот на грејна сезона има невообичаено мали количини. Термоблоковите за производство на електрична енергија не се квалитетно ремонтирани за сигурна и непрекината работа, поради што имаше повремени прекини, а да не ја заборавиме и хаваријата со третиот блок, кој што се случи во ноември минатата година, кој е во дефект и се уште не е ставен во функција. ТЕЦ Неготино и рек Осломеј не се модернизирани со цел да се продолжи работниот век на овие термоелектрични централи и обезбедување на јаглен со повисока калорична вредност. Прашуваме, зошто уште при најавите на почетокот на енергетската криза минатата година, актуелната влада и другите надлежни институции во енергетскиот сектор не реагираа навремено. Од изнесеново јасно произлегува дека количество на произведена електрична енергија е намалено и државата мора да увезува електрична енергија по многу високи цени. Тоа ќе се одрази со рестрикции на електричната енергија, која граѓаните ќе ја почувствуваат на својот грб. Прашуваме, каде се потроши заемот од 100 милиони евра од минатата енергетска кризна состојба? Заради неспособноста на оваа влада, компаниите и фирмите плаќаат енормно висока цена на електрична енергија, не може да го издржат овој терет, па се приморани да ги затвореат компаниите или да ги отпуштат вработените. Македонските фирми сега плаќаат и до 800 евра за мегават час, поскапо од сите компании во регионот. Штетата на крај ја плаќаат граѓаните. Зошто народот да ги плаќа грешките на владата? Погрешните енергетски политики на владата на СДС и ДУИ и немањето стратегија се причини за застој и за развој и инфлација во Македонија. Бараат прогласување енергетска криза со цел да се внесат пари од буџетот на АДСМ, за да може да се увезува електрична енергија, која е за 5 до 6 пати поскапа од сопственото производство на ЕЛЕМ, со што се испотрошија милиони евра народни пари, а цената на струјата поскапе за 30%. Сметките за струја се повисоки. Морам да напоменам дека ЕЛЕМ работи со загуби во време на скапа струја, кога сите енергетски компании произведуваат електрична енергија и заработуваат. Имаме рекордно најниско производство на електрична енергија и огромни фиксни трошкови. Имаме покачена цена на струјата и укинување на дневната ефтина тарифа. Имаме намалено домашно производство на електрична енергија, бидејќи е намален ископот на јаглен. Исто така, на македонските челичарници и металопреработувачката индустрија се соочуваат со големи проблеми заради рекордно високите цени на енергенсите, а тие се најголемите произведувачи и потрошувачи на струја, кои истовремено се и големи извозници, но и големи работодавачи кои вработуваат илјадници лица. Доколку немаат поддршка од државата за субвенционирање на високата струја, за да продолжат со работа, ќе мораат целосно да прекинат со производство, а тоа ќе предизвика голем ризик на нивното долгорочно обстојување. Владата сака да ја продолжи кризната состојба за да го искористи заемот од Европската банка за обнова и развој, КОНЕСАМА, во висина од 100 милиони евра за купување на јаглен, мазут и газ за работа на термоелектраните и топланите. Засега ЕСМА се уште нема склучено договор за набавка на јаглен, за да почне со работа ТЕЦ и Осломеј
набавка на 180 до 200.000 тони мазут, кои треба да бидат доволни за периодот од ноември до април. Во ваква енергетска кризна состојба, АД Елем, поради лошото планирање на производството и ненавремените ремонтни активности во ХЕЦ Глубочица, се случува прилив, односно водата од хидроакумулацијата се прелива, без при тоа да се произведе ниту 1 киловат час електрична енергија. Недозволиво дури и во нормални услови, а камоли во услови на светска енергетска криза. И додека владата се уште калкулира со можни рестрикции на струјата, за разлика од нас, европските држави веќе одамна почнаа да се подготвуваат за тешката зима. Во Европа се воведуваа мерки за штедење на струја и рестрикции. Се купуваше газ, за разлика од кај нас, каде што се купуваа пратеници. Државата преживува една од најтешките енергетски кризи, струја има се помалку и мора да се увезува. Зошто дојде до ова и што надлежните од енергетскиот сектор превземаат? Со новото покачување на цената на електричната енергија се обидуваат да го прикријат најавеното покачување на цената на струјата со тоа што ќе направат блокови на скапа струја по која ќе плаќаат домакинствата. Пример, во Косово има 2 блока до 800 киловат-час и над 800 киловат-час месечно потрошена електрична енергија. За прв пат воведено вакво тарифирање во екот на кризата, за разлика од нас, која преспавме зимата и дури сега ги правиме анализите. За жал, властите кај нас немаат капацитет да се справат со енергетската криза и покрај укажувањето да се замрзни цената на електричната енергија, по примерот на соседните земји, да се убрзаат постапките за инсталација на фотоволтаиците, да се инвестира во обновливи извори на енергија и така натаму. Прашуваме, што е превземено во период кога цела Европа и цел свет активно се подготвуваше за зимата, која што не очекува, а која што според сите показатели ќе биде катастрофална и многу лоша по однос на обезбедување на енергија и енергенси на граѓаните. Во овие 6 години на вашето владење не успеавте да го одржите она што го наследивте. Здрава енергетика, а не па да изградите некој нов енергетски објект. Наместо тоа, прогаслувате и продолжувате кризни состојби и без никаков проблем си црпите пари од буџетот на Република Македонија на сметка на македонските граѓани. Директни виновници за оваа кризна состојба во која се наоѓаме е актуелното раководство. Тоа се потврдува со непрофесионалното работење, со недомакинско работење, со немање стратегија за развој на енергетиката во Република Македонија. Министерот смирува, ќе има доволно струја за сите. Јасно дека ќе има, но по која цена? Прашуваат граѓаните кои се загрижени како ќе ја поминат зимата и како ќе ги платат високите сметки за струја. Се поставува прашањето, дали незнаењето да се управува со енергетскиот систем ја зголеми цената на струјата. Македонија има една од највисоките стапки на невработеност и сиромаштија во Европа. Овие услови, заедно со лошата инфраструктура, зголемувањето на цените на енергијата и владината неактивност, значи дека загрижувачки голем дел од населението се соочува со енергетска сиромаштија. Неможноста за соодветно загревање на домовите е реалност за многу македонци. За жал, секој обид досега за решавање на ова прашање е во голема мерка несоодветен. Справувањето со енергетската сиромаштија на непродуктивен начин преку субвенции не придонесува кон решавање на овој проблем. Долгорочно, бидејќи не поттикнува штедење на енергија, напуштање на грејење на електричната енергија и имплементација на мерки на енергетска ефикасност. Благодарам.